Здраво живо, поздрав од ресторан Ексклузив, емисија број 185. Иако е многу студено надвор, минус 7 са баје, ја и Нешо камерман работимо неуморно за интерес на наши гледачи кои го тражи овој емисија за Куманово и настави многу драго. Пред да го најавам госта, имам обрску да пада спомну за овој извареден препарат. Тодоксин, сега е многу ладно, имунитет пада, а оваа каша, верујте, враќа ги имунитет на високо ниво и нема да зашалите ако го користите тодоксинову кашу која се вика имунобазик. Денеска имамо још еднога пријателја, познат од собственика Драгана. Тоа е компанија за соларни систем Веланд, каде што оваа фирма се занимава со продажба на соларни колектори за топлу санитарна вода. Поздрав до Драгана и све што ви треба во врску со тие работи, слободно се јавите. Фирма е сместена, како што кажа, у нас во Карпуш. Денеска наши ваш гост е, дали да го кажу дека е најватрен навијач на Македонија и на овие простори, не само Куманово, него пошироко, али и он ќе каже дали е тој. Наши ваш гост е Стефан Јовановски, познат кумановец, роден у Карап Малу, али тој све ќе ни каже убаво Стефан фино лепо. Стефан е здраво живо, прво те прашам како си. Здраво. Прво да се заблагодарам за можност да се презентирам како кумановец стар. Што ми даде прилику да се презентирам своје CV, своји мисли и едноставно своји планови и задоволства. Еве се гледамо дека набор е многу студено. Ја кажа у најаву се баје минус 7 и дојдеште вика Кумановци права зима. Лани нема смо зиму уопште. Еве овој година малку видимо снег, малку студено и добро е малку да ги овие бактерии уништи. Ја би сакаја малку да потенцирам овдека ни е стоплија душата ракометарите на Македонија на актуелното европско првенство, кои што не се надевавме дека најаката група успешно не презентира на европско првенство и мислу дека под лидерство на Кира Лазаревскога и генерација што Лазаров, да. И генерација што доаѓа искомбинирано со млади и малку постари, дека нема да згасне овој македонски рукомет и македонски спорт. Ти беше и сега на европско првенство? Не. За жал не. И ланјска година. Пошто ти многу путуваш, идеш у сви држави. Па види во кој. Путувај сасвим случајно почна моje патесвести и патување. Сакам после да потенцирам. У кој смисла? Син ми, помал, се другари, решавав да идев у Ниш, односно у Београд, на 2012 година на Европско првенство. И сега да попунимо место и да поделиме трошкови за кола, за бензини, тата ќе ни правиш друштво. Ај ќе ти прави друштво. И зимамо карте на галерију у арену Салу, у Београдску салу, ништо не било. Кратко вид.
гледам у монитор, играч трчи унатаму, гледам у терен, играч трчи внаму, контраседу, знаеш, не. Како викам да дојда, гледам празна на трибина, вип вложен на партер, како да улегну доле, нема шанса да улегнеш. Како диабетичар, текне ми, искочу на капију, на улаз, и излажу дека имам, забравија сам ga инсулин, да иду да зему инсулин, пуштиваме све, нема проблем, дојди туја, и ја купувам српско знаме. И се српско знаме на рамо, правац у вип ложу, на партер доле, у српску ложу. Изгледа го прву такмицу, изгледа го другу такмицу и треќа почињамо да играмо се срби. Срби не величав, вип ложа се ги измавава од Македонија, што не су овој срби, у тој ложу, само мене му стаја постојано со српско знаме. Еве веќе малку ќе ги изменичаме редослед на емисија, али ајде само како Добро, века почнемо. Еве тоа е српско, македонско знаме, дека данско, шпанско. Да. Ова е првата. А ова е другиот ден кад играмо се со... Ова е 2012 година. 2012, овој најголем успех македонска рукомет што е направија, освоивам 5-то место. И учествувамо после одма на предолимписки турнир у Шведску и од тоа почна моје путување. Не сакајче што се вика. Да почнеме по редослед, као што ги си прашува и тебе те прашам. Ти си роден у Карамалу, чувена Карамала. Поточно татко ми е роден у Карапмалу. Татко ти Карамалу. А ти куде си роден? Ти си таму? Татко ми е од Карапмалу потекнуе, а мајка ми од циганско сокаче Тане Георгиев, позади Вајкики, чувено сокаче. А јас сум роден и до 3 или 4 години сам живеа позади музичку школу, куде мами, куде џамију, туја сум седеа ја како дете. И после 3 или 4 години, колку е било, под Кирије татко ми седеа тамо. И смо седеле, уствари. После сам се преселија на Божидар Мицковиќ, позади Монопол, покрај автопутуја. До 20 години сам тамо живеа. Таму се живеа у тие згради се седеле? Не, у куќе сам седеа, тие редици што су биле меѓу први куќе татко ми ја направија тамо. И сам на некој начин... Значи фактички ти си ту израснаа како дете? Како дете сам од 3-ќу годину, значи тоа доаѓа од 61 или 62 годину, 60-ту и 61 сам. До 70... Па и 6-7, до 77 година. Да. До 77 години сам тамо седеја. После сте го продале куќу тамо? Не, татко ми остана да се живи, пошто мала скромна куќичка, немаше услови за за живење с татка и ја да живу тамо. Јас се искочи едно 5 години под Кирију беше, седех у центар туја на Гудулова куќа со кладионица што е паркинг плац што е. Позади Мому, туј сам седеја 5 години под Кирију. Запосли се работаја сам у Телеком. Да сега колку е прво. Да ни кажеш за некако збора за детство, тој не е била голема мала ти кога си раснае таму покрај автопут. Не, тој е релативно нова млада населба. Тој имало куќе зграде, се после направила мислото изграде. После и куќата татко ми што го е правија, тоа е било 3 редици на куќа по 5 лепени куќички. Релативно скромни куќички. Само може да ти кажу дека плац на самото куќу е недеко 200 квадрата, 270 квадрата. 60-70 квадрата летња кујна удоле полу овој подрум и нагоре 57-8 квадрата куќичка. Тоа е релативно мала, скромна куќа. Кои се биле други куќи, ти ја памтиш, не е имало многу? Па немаше некои видни доселиници, имаше многу поише и од Србија, имаше и од приградски населби, овој карактеристичен може да каже, до мене беше Фокер. Суд работеше. Да, значи да расчистимо, тоа се биле куќи ома до автопут. Да, 3 редици имаше од автопут, втора од автопут. Прва не, у втору редици сум бија ја. Тој ми га детство сам га прошал, фудбал играње. Чекај, ви сте како деца, тој кога растане, морате прашам, блиско ви е било Домјана, тамо сте иште веројатно? Иште сам и у Домјана, Да. Па не е било баш блиско, али па е било... Пожарна, самата пожарна што беше туја, тој терен, туја, игра смо фудбал туја. Не ни дава сам многу у Домјана. Не ни дава сам многу, пошто и војска и омладици ми помали кад сам бија помал. Али
Ипак беше интересантен живот, знаеш какво е било порано, другарство, пријателство. Да. Со кого се како дете највише играе? Па со малки другари тука имав, од тие другари, да го спомнам, Стоje Додевски, Тој е режисер, така? режисерот, добивал неколку пати Ноемврска награда, признанија некои за негови ентузијастички залагања и понашања. Сега и режисер, Кумановац исто, доста. Добро. Други Куманов, тука поише се другари, малски другари, што се вика, од гимназија. Сум се дружил со постари малку луѓе, односно деца, 2-3 години постари од мене. Нека релативно бргу излегов од Куманово, излегов. Не искочи од Куманово, него поради средно електротехничко што завршил у Скопје, баш оној период на дружбе, на другарство, на боенство и ја беше у Скопје. И буквално Ти си таму Емуц, Емуц Николов, те са електротехничко слаба струја заврши, така да туја немаше многу могуćности. 4 години беше оној бечарлак што се вика, сам Таа поише. школа Емуц мисли че дека беше на автокоманда, така? Да, на улаз у Скопје, на автокоманда. Да. Електромашински училишен центар. Да, ти си путувае со автобус веројатно. Па прву годину беше прво полугодина у интернат беше, па после не постоја се услови, не логички беше да 40 км, 35 км, а седеја сам каде монопол, овој кад се сабаља у 15 до 7 или у 7 сат, ја прстигнеш у школу. Да, да. И скоро никад не сам каде монопол, да. па и каде монопол ме стави, каде монопол ме земев, така да виде дека не ми се исплати да седу интернат, ипак строг режим и сите работи, путуваја сам си, да на крај на 4-то година, друго полугодие, се сопствено возил, чим положи шоферски, путуеше се сопствено возило. Малко од карактеристично тај период на моје детинство и живот, што се вика. Сега, Степане, некој збор да каже за твоја татко и мајка, кои су на некој начин се трудиле и тебе и вашу сестру да ви изведе на прав пут, да бидете домаќини луѓе и да бидете одговорни живот. Па види, како што кажа, татко ми потекнуе од Карапмалу, скромно, работничко семејство, аргатско семејство, дедо ми и баба ми, посебно дедо ми, аргатувал по туѓи имања на жетви ваму таму и Мучие се е многу. најголемо богатство било да донесе неколку товара дрва, конјски магарешки, или канта маса, или не знам, нешто, неколку џака брашно, и тоа беше биле најголемо богатство имало. 5 деца, сина и една ќерка, да израснеш у тоа време, но имам една поговорка. Сега ти колку сте биле браќи и сестри ви? Јас сум бие само ја и сестра ми. Добро. А татко ми, збору за татка ми, он имае 5 браќа су биле и една сестра. Добро. И кога ќе земеш 5 поколенија, дедо ми, татко ми, негова генерација, јас, моите деца и децата на моите братучеди и братучетки и внуците наши, и наши внуци 67 души имам. Престаници, односно и ми е час, што едно скромно семејство, сиромашно семејство израсна у осредњо, сите завршени, запослени, поколени остаја после нив, израснава огромен број на поколенија, кое што Македонија не би требало и не би смело да се сомнева дека некој ќе побие неговата големина ако е мало. Татко ти, ми ќе покажем на слика, он работаја дека у... Тоа е Народен магазин пардон. на Слетови. За тие што не знаат, после ме тоа прераснато у Нама. Интерпромис токо на куќа Нама, на центар што е. Чувена Нама. Да, татко ми што се вика од основање на Наму, Он е таму бие. све бие таму, работаја како продавач, благајник и
да не претерам, 37-8 години може да работаја како шеф на книговодство. И се стои едно скромну плату, успеја да не ошколуе мене и сестру ми. А мајка ви што е работала, Стефан? Мајка ми домаќинка, чиста домаќинка. Работела порано во Монопол како учесници двајцата во културно-уметнички друштво Панче Пешев, тука се имата и запознаено. Татко ми свирел на прим, мајка ми игра орка. Па ја ми ти покажемо кога се татко и мајка водили на одмор. Ово е, ти Со кажа, скромно, Дубровник. се скромно плату, па и Дубровник, Улцин, Будвали, кај уште не, Дојра најчесто одевме, Охрид одевме, Грција одевме. Еве следеќа слика. Ово е куде е, у Будволе? Па вајда е Будва. Не ми иде. Будва, Улцин. Сега интересантно да ни кажеш, има и овдека имамо слики кога си бие у школу. Куде си учи основну школу? Бев на Забавиште, у Ангел Шајче Забавиште, каде гимназија школу. При гимназија. Тој се завршија прво деление, тоа е Забавиште, со го вика смо. После у Толи Зордомис. Трета генерација сам на овој ученици од прво до 8 деление, сестра ми е прва генерација, значи тој доаѓа 62 година или како ќе му дојде Да. 55-ту, 7 години, 62 годину е отворено Толи Зордомис, сестра ми е од прво до 8 тамо завршила, а јас сам трета генерација што ја завршија од Не прво. не би било далеко школа, близко е. Не, па близко Рионска школа, тој Да. прво беше тоа. Еве да ги покажемо твоја генерација кога си ти учија. Тоа е Ти ќе ни кажеш кога Забавиш. памтиш од овдека. Да ги видам. Да ги видиш Фросина правник у општину беше тука кои ја ги гледам сега во сонашори. Една година тука, доста мали сме били, доста сме биле мали, не би могаја да кажу кои су се биле. Ќе кажу за основну школу. Учителка која ти била дека у Забавиште? Бубали. Бубали беше, да, Буба мислу дека беше, да. И њојна синче беше. Еве сега покажемо ми од Тука може поише да збору за туја. Тој е Паскал, учител Паскал, од прво до 8 деление ми е бие учител. кои се дека другари, памтиш некој? Од прво до 8 тој може карактеристично да го кажу Павле Георгиевски, прочуен фудбалер, егеец, за Вардара што играше и беше многу јака фудбалер. Кажи некој овдека на слика, покажи, еве. Еве, јас сум туја на прв ред позади. Лиле е тука. Цуки Галино, Веле у Хрватска, у Словенија отиде војно лице. Од Бедиње имаше доста, пошто тука граничеше Толи Зордомис со Бедиње и голем дел на ученици беа од Бедиње, од Циганско мало, тој што е позади болницу туја. Снежа. Се каже ни какој е бил учител Паскал? Што ме Одличен, одличен. Така со учители биле строги, али се биле правични. Па старо правило е, секој строг професор, учител, после се покажува под наводнице лош, после се покажува дека колку е тој користен, односно колку е добар за да те научи, да те натере да научи. Нареден да те научи. Еве идемо дале. 7 деление 70. Ево бе. 7 деление 7 години и 14 години, 57 кој ќе му дојде? 70 години. 70 години, тој ми е класна руководител, Владанка на фото око, сестра. Што предаваше она? Македонски. Она ми беше класна 4 години. После ја кад завршио самолетку, она бидна брзо после тој директорка на Толи Зордомис школу. Овдека знаеш дека кажеш некога? Па горе-доле тој со сите Тие се генерација исти тие што се од прво до 8 тој сме малте не училе сите заедно цело. Сега до вие што си учија од основну школу, с некој имаш и контакт? Па да ти кажу право, доста се оцелива од Куманово, трбохот за круг, како се вика оној. Да, стара пословица. Стара пословица, кој у војно, кој у вој.
Не би моја, Зоран Грицко беше туја, Павле Паки, и Толи Зори ми се Чекај, Грицко, да не играете кошарка некој? Не, ситан беше, баш до агро опрему, старо агро опрему, ту имаше куќу. А горе каде Монопол? Каде Монопол. Па туја малски другари сме А биле. каде живи сега Грицко? Ја мислам дека отиде у Словенiju да живи, там се ожени. Ама одамна отише? Одамна, па средњу војну заврши. Знаеш како е кога отидеш у средњу школу. Како и јас што сам фатички бија средњу школу, ома после завршување на осмолетку, Емус Никола Тесла заврши. Да, еве дека пишува Иванка Петреска, 73-74, класна ни у беше Емус Иванка. Скопје. Немаше тако Куманово електро, имаше јака струја, електричари имаше, иначе електротехничка, затоа и у Телеком сам малте не почнаа да работи од 79 година. Одека ти кажа, кад се учија у средњу школу Кумановци не имал сте во клас? Не, само јас сам бија. Иначе тоа е било 2 класа од целу Македонија, од кои што еден клас е бија мешано до душе, скопјанци, а други од Скопје све су биле, а друго кажи го деление, друг клас, значи пола-пола е било од Македонија, од најразлични делови на Македонија. Еве Степане да покажемо слику кад се твој татко и мајка венчале. Тој кој година било? 50 и... Па та 54. 55-ту е сестра ми, значи 54-ту неде тој не. Еве, свадба у Куманово, обичаите на калдрму, на коцку. Овој куде е прилike? Па ја мислам дека е тој негде пчела, супермаркет, се што е. Да, така е било традиција пешки да се иде по Снашко. Да. Па тија. Тоа е татко ми, мајко ми. Кумови сте рекол, кои се биле? Кум е бија Коце, судија за прекршоци, председател беше малку едно време на, кажи га, на биро за вработување, а на мене кум, старо кум со што ми е, Боби Краљевски ми е. А Боби Краљевски, овој што седи тој кој е Бунарче тој е. Каде Бунарче. Значи ви сте куми с него, Он ми е кум на мене, да. Старо кум со татко ми се статка му, а мене ми беше Боби. А Стареко? Стареко, малски другар ми е, Столе Велјковски, книговоѓа. Он ми е на мене. Па има тој сега едно Велјковски книговодство. Негово е тој, негови деца го држи, он го држише порано и ревизорско А ти кад завршуваш средњу школу у Скопје Емуцко, што кажамо, идеш у војско JNA. Да, непланирано. Кој година си отишao у војско? У војско 78 година. Целу годину 78. Не сам бија ни едну нову годину у војско. Како едини... Где служи? Ни служи 2,5 месеца, 3 или колко беше, и после му Зајачар. Али како едини хранилац, годишњак беше. И 29 децембар се врати од војско, без да знаев Манойловиќ Илија, шеф у пошту, дека има још еден што е завршија електротехничко, ама не е у Куманово, помислеа дека сам у војско, а јас се појаву и како хранилац и како оженети с дете, имаше приоритет, требаше мене да ме прими, фа тога друга колега што нега, кажи га, не, беќар беше, требаше да извиси. И соломонско решение донесева од Скопје, примиваме и мене и njega. У тај стару пошту што викамо. Овој сте другари од војско. Не су Кумановци ве, не? Не. Тој су Зајачар беше. Имало ли сте Кумановци у војско? Па имаше Зоран Бабан беше. Класа пред мене. Зоран на Верчета Бабанко, Верчета лаборант. Жена, муж му беше. Чекај, Зоки Бабан да не е... Почина релативно млад. Тој што работеше у Искру? Да, у Искру што работеше и брат му Драган Бабан. У амбалажу ли беше он така. Керка му сега работи у банку, у Халк. Така. Што може кажеш, Стефи, за војско? Војска е една добра школа за живот. Научи се на ред и дисциплину. Да ти кажу право, мислам дека штета е што го укинава обавезна војна рок. Еве, прошли пат исто имаше еден гост, Дане Жадо, и он вика дека
војска треба да се врати, па да се служи. На некој начин деца да се научим на ред, дисциплину и на Не, одговорност. ја мислам дека сега, како да кажу, преде време на воспитавање и превоспитавање у војску или институцијата да воспитава. Ако немаш ти домаќо воспитање, ако не те родители на деќа, а се помалку имаме, тоа е трагедија за македонски народ, што поише имамо, сакамо поише да имамо и малку посветував родители на деца, да не сме ми постари, унуци да ги гледаме, ја мислам дека Он има образложение родители дека нема време, дека има многу тоа е трка за профити и за трка пари. за паре, бизниси и вика нема време, вика да посветува на дете што по мене е голема грешка. Ти мора да си најдеш време за твое дете барем пола сат дневно, да поразговараш, да видиш што е како е. Меѓутоа, ово е време на капитализам, гази се пред себе. Трка за профит, тоа е тоа. За пари. Еве да покажем статистики кад си бија мал. Еве га Стефан Јовановски. Овој си сликан, така, кои си биле фотографии у Куманово? А кој? Фото Око, Шуте, Малински. Малински, да. Веќином куде Шутета најшки само бија туја. Еве ти си со сестра ти, така ли? Да, се сестра ми тоа е дел на пола матуру, на моју пола матуру. Сестра твоја куде живи сега? Ано исто одадена, живи, две деца. Комшија сме сега туја куде економска школа, туј се до моментално. Она куде е работала? Она е работала у Искру, работала е у бюро за ова кажи у КИК и на крај ми се чини дека завршињето на професионална кариера работна у Микротим. Книговоѓа беше, сега помага на ќерку книговодство водив. Чека, кој се викаше мужу на нима? Мики Мики, Кенич. да, па знам, поздрав за Миките и за негову супругу. Исто, фала. Да. Еве слика. С Исто. Миките се видимо некад у чарши направимо муабет. Има га туј по слике. Да, ти ја покажемо njega. Такој комуникативен човек, отворен. Боемчина, градски Сака да човек разговара, исто. сака да разговара, да. Мајтапчија. А ево ти кад се био Младеновец, како Не, печар, Младеновец у Београд е тоа. Младеновец пише дека. А? Младеновец. Не, Младеновец, тоа е од Београдски сајм. На Београдски сајм е тој сликано, ваѓа нешто е таму, појма немам. Мисто дека е од Београд. Не, Таму живела твоја тетка, тако ли? тетко, имам роѓено тетко на татка ми Сецу, која е посебен пример за семејство на татка ми. И она, и њојна фамилија ужа. Муж, прилепчанац, имам туја слике, некоја символика, ми како Куманово, црвено Куманово и Прилеп град херој. Тој се погнале први пушки. Први пушки пукнале и сум посебно горд на оваа слика. Која е слика, да го покажемо? Па ќе се Ова е продолжи меѓу во другите поредослед. мои патувања, односно доживувања, е во Прилеп на Маскенбал. Учествував у Прилеп на Маскенбал, учествуваше се с мој лично маску, се тие знамења што ги имаме соберено од овој. И како представник Јана Куманово, од Крушево имаше, сите градови што се на некој начин историски повржени. Ако прва пушка пукнала Куманово и Прилеп, ако прв Илинден не бија у Крушево, друг беше у Куманово, ако овој Карпушово востание беше у Куманово, на некој начин град херој и град, на некој начин повржување и доживување дружба со такви градови и со такав народ и со такви луѓе. Добро. Посебно сум горд на тоа. Сега кој ќе продолжиме натаму по тој редослед. Да кажеме дека ти си барем по што гледам во слики има некој афинитет према фудбал. Еве во дека на градски стадион, ово е 67 годину, 10 години се има ета. да. Карактеристично. Ово е било некој такмичење ли било, што е? А постоеше порано сваку годину, пролет ли се одвиваше, летоска ли се одвиваше, местни заедници такмичење пријавија своји екипе у фудбал. За турнири, да.
турнир имаше, голем турнир имаше, по 30, 40, 50 може да се биле тимови, местни заедници организирано, пријавени. И имаше елиминација, куп систем беше. А ми беамо петличи, буквално. Од може 7-8 години па до 12 години, 13 години. Јас сам имајато и колку, 10-12 години генерација сме учествувале у тој екипу. Никој не ни даваше шанса дека ми ќе успееме. За среќу нашу, овие големите, постарите од нас по 3-4 години, 500, они спаднава у прво коло, а ми успеаме да идеме со срце играње оној. Јас сам бил одбран, клизеќи састави, аплаузи на отворено, значи тоа е било задолживљај на стадион да играш на 10 години и да успееш да победиш некој постари од мене 10 години или не знам колку години постари. Овдека вие тренирате Стоја Додевски, така ли? Да, Стоја Додевски. Иначе туј су Рогожар, Пеце, Бог да га прости почината, туј е Љубе, мој другар, Малски, кој има туја. Не може да ми текне, пошто не сам многу играе фудбал, односно во вие, али ете, Малски, оно е дружба и... Имаја ли си афинитет према некој спорт или не? Па, не сам имаја време да тој нешто. Како млад сам од Далек си учија у Скопје путување и не сам имаја ни многу друштво, али па за тој после кога почна се со овие навивачки и с дејности што сме ги работаја с овој камеру снимање и сам доста куќи улегнаја у доста работа. Сега ова е многу необична слика, интересантна, ти ќе ни објасни зашто се работи на горни слику е зебрњак, а доле су два мотора. Два мотора, еден мотор и точак. Па иде смо тамо се Стојата, меѓу другите активности и снимам аматерски филм, некој кратак 10 минута се скола фотографија, скола филмови по Загреб ги преќамо да се развија се тие работи. И една од снимање тие посете на Зебрњак, јас се Сточак иду и тешко ми да врту од Зебрњак, знаеш како е било од Зебрњак да се вратиш не е било баш близко, да? Не само што не е било, ние удолнице, овој стар пут према Паланко какав е био, с големи удолнице и непромислено зему, вржемо се, Бранели се викаше, моторџија, комшија, доста постар од мене. Вржеме се за ручке се Сточак, на точак, и ме влече до Спомен Костурницу. И Бога ми да не претерам, можда 60-70 км е возија, с голем мотор, а јас се Сточак, кога застанамо некако, како смо застанале, како сам успеја да го контролирам Точак до Спомен Костурницу, улје, кажи го, грес ма се претвори у улје. Малку фалило, ама имаја се вајда некој си ангел чувар кој ме чуваја, да не биде било што. А иначе сам доста темпераментан бија, кршија сам руке, кршија сам ноге, много сам бија темпераментан. Ова слика куде е, Стефане? Тоа е Стара Бања. Таа традиција е било да се иде у Стару Бању за 2 мај. Татко ми тој ми ја исто кажуваја, кај ќе го напиесва, вика, кај ќе го напиесмо, вика, у чаршију, вика, трезнирали сме се тамо, у бању ќе отидемо, едну бању ќе направиме пола сат, вика, ми искочимо препородени. Татко ти кој година бија роден? Он е 30 година убија, цел живот е работаја у Наму. Памти ли нешто, кажуваја ли ти за Други светски рат? Релативно е бија он млад, али ми ја кажуваја за Чичуми, кој бија првоборац, роѓен Чичо, и денденецка се сина му се многу дружимо. Карактеристично на мојага татка фамилија е голема разлика измеѓу деца. Прво, најстаро, не знам да може е било таму и 19-20 година прв роден, па последен Чичо ми е Драгиша у Рефлекци Пеле што продаваше, он е најмлад Чичо. И на некој начин овие постари браќа, пошто па ќе кажу дедо ми е бија релативно радничка фамилија, сирома, работаја, крпач, кондурџија бија, ме имаја време да посвети на семејство. Одржавале су ги, односно одржале сега семејство тие постари, како Чичо ми што е. За несреќу, што вика, она, за идеали се гину само будале, Чичо ми беше малко тргнат од после други светски рат од активен живот, чак и бија инфобиро
на Голи оток, ali se tek na vreme, posle toga, rehabilitiran i sam ponosan na to što kako Čičuga imam takvog jednoga čovjeka koja je bija dosledan na svojoj ideji. Ujko, isto, najstar Ujko što je poginat u Partizani, na prvu tabu, prvu četu, kaži ga, spomen kosturnicu je, zaginaje u Stracin. Dobro, evo ova slika, kude je? To je u Priljev, to su na mogilu na Pobediti, tetka mi je tamo odadena i tuka imam najdobri, da ne kažem, doživljanja i Gorcu, što sam del od jedno tako semejstvo što sam. Dobro. Сега ти кажи дека после войска се запушти ома у Телеком. Да. Како млад човек, тега на Телеком кој е бие директор? Прв директор на мене ми е бие Стојадин Неделјковиќ. У ствари, мене ми беше директор у Скопе. Јас сам бија меѓуградска секција Телеком. Па, у време на Стојадин Неделјковиќ, кога дојде да биде директор, успеја да го спои пошту и телефон, и телеграф. Да направи поново ПТТ. Па се преселимо у нову пошту, па 2000 година ли беше, кад се приватизира Телеком, одвои се Телеком и пошта, а јас сам од прв дан у Телеком. Одвоимо се, па после тој, кад не продадева нас Маѓа Телеком, кад не зема, ја за цело време тој, све до 2007 година, доброволец искочи си од Телеком. Кажи ми, кад си бие примен 79 година, така? Да, 79. Колку радника имало тега прилики у Телеком и како су биле плати? Па од увеќе Телеком бие добро платен, редовна плата. Што е најкарактеристично? Тој време, кад беше ја у Телеком запослен, имаше огромно поштовање помеѓу самиевие колеги. Не е како денеска што е купени дипломе или не знам, купени работни места, па се плаши тебе, ако ти дојдеш на површину, дека ќе го смениш. Там смо биле сите еднаки. Дружиле смо се, ишле смо по славе, по веридбе, по роѓенданци, по ручкеви, тамо, тоа е било стварно другарство. Кога ќе се речеше идемо да правимо волонтерски, да селимо разглени, да селимо пошту, стару пошту, нову пошту, па да пуштамо акции, телефони, да пуштамо по села, по овој. Се тоа било, како да кажеш, искрено пријателство. И ден денеска, кога ќе се види со тие мои колеги, горцам што сам бие генерација на Тофита, генерација на Тофи Николовски, кога не знам да ga памтиш. Бог да ga прости, почина. Кажи ми, Сем Неделјковиќ, после кои се биле други директори на пошта? Па еден од појаки, мислим подугачко време што беше Бац директор ми беше Стојановски. Бранко Бац. Бранц, билјардер. Билјардо бие мајстор. Стар, да. Он Стар е дошал од Кумановец. банку ми се чини, Стар Кумановец исто. Покојан е ми се чини он. Да. Па тоа е Блашко. Блашко Јаневски. Не, Бачко. Блашко Бате, пардон. Шево, да. Шево. Он е бија руководител, контролор и што ли беше таму. Увеќе спомени. Увеќе е било добар фирма Телеком. Била пошта. Али што е карактеристично за мој професионални ангажман. И поред тоа што сам работаја у Телеком, пошто сам живеја у едно осредњу средину се статка ми, ако ја сам работаја, студирала сестра ми, ја у школу средњу, исто кога сам студираја у Скопје, платечки путување, трошкови. И наваспитан сам и научен сам да се бору сам у живот. И сам работаја многу хонорари у току на моје работење. И сам релативно добро успејаја, али најголем успех, и га кажу после што е за мене. Добро. Не е материјалното, не е стамбено, него Како е... беќар, Стефан е веројатно бија на игранке, еве ми ќе покажемо слики кад си бија млад у Елеменат. У Елеменат. Еве ова е фотографија. Тоа е веќе дете, кад сум бија полуматурант. Па овдека еш една слика, кад си бија малку повозрасен, ова е на спомен костурница. Да, тоа е веќе било друга, треќа година, 74 година може да е било тој.
Кажи ми како млад човек, куде сте искачали на корза? Па, класично корза. Ту, Пред Наму, да. Базар и све до ВПШ, ако знаеш која е ВПШ. А? Ваша последња шанса. Ваша последња шанса. Така. И тој си Площад, площад, сладканица, туја. До туја сме ишли, после нагоре не сме ишли. како сте Стефане од дворари на девојки? Ах, како е. Давно е било, не се сеќам. Така е било привилегија да го видиш девојку, да се запознаеш. Некои се чекале с денови, с неделе. Нема да го забраву. Гледајќи денешна младина како живи и кад искача, гледаме на пуда се девојку бившу, еден историски филм. Напредак ми шини беше, а излазо е до 9 сат. Нема шанси, тој суботу и неделја. Ти кад си бија сниман? Да, како печари девојка. И сега 9 сат мора дома да биде, и тој суботу и неделју. Иначе делник нема ни 9, 8 сат ќе си иде. И отиде му у биоскоп по 8 сати колко беше, 7,5 кад почна тамо. Еве ќе заврши, се ќе заврши, тој ќе трае до 9,5, 10. Од пола филм га напуштимо дома, ќе ме утепам мама и тато, ако закасне. А сега искачам у 9, 10 искачам. И Сабаји доаѓа во 3-4. Сабаји у 3. Нема, туе више. Премда се менјав деца, и они кога се ожени, кога ќе добијат семејство, и они се другаче понаша и размишљаат. Ево, дека малку друга слика. Тоа е слика. Управет се доле, Не, у бању. не, тоа е у Народну технику. А, у Народна техника. Позади милиција се што е. Полиција што е, тоа е таму сликана. Како члан на фотокино клуб сам бил. Се стојата исто. Некако другарски сте сам. добри другари. Да, и денеска сме јоше добри. Ето е веќе на 1 мај некој си на киселу воду доле Стара бања. Кажи ми, кои су ти на тебе и ден денеска најверни другари? Ух, за жал, гроно тие су починати. Еве да ги споменем овој прилику. Па еве, би сакал да го спомнам прво Љубе, у водот работеше, почина пред година-две. Мето, исто почина. Ето, куде работа е? Мето не работеше нигде. Не работеше нигде од Мето, али гимназијума завршено, 2 години постар. Зоран на Желјко, директор на Шанви Цеви, да. зет му беше. Зоран дебел, Спасич. Он ми е бие другар, он требаше да ми биде побро, али потом после би на друго. Он отуѓи се малку од друштво и од малу, отиде у Афганистан дугачко време работа тамо по Ирак и куде, Сингапур или куде не. Се гледам га туја по Кумано шета, али немамо више тие контакти. Најшке е било се Мету, се Љубета, се Столета Велико, с кога другари смо биле туја малцки. Али се стекна време, остаремо. Кажи ми, ти си работаја, кажа, до 2007 година у Телеком, да. И донасаш одлуку Да напуштиш Телеком. Да. И долегнеш у приватне воде. Да. Што те натера да оставиш тој работа? Па види како, јас сум доста реален човек и сам радник бија, голем радник. Колку сам работаја приватни бизнеси, толку поише се сакаја да се покажу и да се одужу на организација која што се работаја Телеком, да работи у Телеком. Кад свати дека промена на технологију на сам Телеком, централе, електронски, дигитални централе, саквиши нема централе. Сега е компјутер, сервер еден у Скопје готовише. Нима мрежа телефонска, нима централе, нима напајање, нима ништо. И кад требаше да се докажеш, докажуваја сам се до 2007 година, али 2007 година кад приде компјутерска технологија кад дојде. Ако сум ја електротехничар, али за компјутер ми сме знали само дека имало некој си тамо компјутер што му требало фудбалско игралище за да се джепан компјутер може да има тој моќ. И сега деца, генерација кој знаев енглески, генерација која почињав од почеток да учив и да го запознавав тој технологију, е сасвим другачие, свати дека више не може равноправно да се бору с с генерации што доваѓа и с технологија. И отвараш твоја фирму
Па, фактичката идеја, у склоп на Телеком, пошто се работае гро одржавање на телефонски централе, куќни телефонски централе и јавни говорници, сервисот фактички се го ја одржување и бие шеф на сервис, имаше работа и имаше перспектива. И си напушти добровојно и работеше до крај. И после се регистрација на фирму приватно, још 7 години стаж направи, така да имаше некои мали паузе измеѓу работење и затоа не отиде се спун стаж 40 години, него 36 години отиде стаж. Стефи, кажи ми, докудејќи оваа технологија, во е више неверојатно што се дешава, толку е напредувала технологија, толку би ново све едноставно, практично, па на некој начин и овај такозвана вештачка интелигенција, дали постои опасност да не нас како луѓи деградира, да не сроза, фактички ми да бидеме роботи. Еве се најавува дека робот ќе ти донесе едење дома, робот у фабрику ќе ти работи, робот овој, робот оној, а од човека што ќе биде? Па во овој момент иде ми у главу, ти си помлад, али учија си сигурно. Да. За индустријска револуција. Кад су текстилна фабрика у Енглеску кршиле машине. Добро. Зашто? Плашиле су се дека тие машини ќе ги нима земе в радно место. И дека ќе останев без работа или ова. Исто е сега данас. Роботика може да го збогати живот. Али, па без човека ништо не бива. Кој ќе го програмирате? Кој ќе го произведе тај робот? Или пример ќе ти дадам еден сега за избегавам и малку мисла около кад напушти Телеком 2007-2008 година, колега инженер по врске тамо земаја го работу од Телеком за Куманово цело, него од Спортску салу до Небожинов улица, се до автобуску станица, сите улази на зграде, што су у зграде, да ги припримимо инфраструктуру, оптику кабли да постоимо. Мрежу да направимо, канали, пластични, се жилко да се протера. И ми вика колега Стефана, вика, ти си туј, вика, ти живиш сега, иди да ги убедуеш да ни дозволи да улегнемо у зграда. Да. Ти ги објаснуеш, вика, дека тоа е купување на работно место. Еве, ти како што немаш работно место, јутре ќе додеш, од дома ќе работиш како работник. А дома ќе седиш ќе работиш за америчку фирма. Точно ли е што збори? 80 дена работамо, завршимо негде околу 100 улаза. И моје дело е што се вика, одговараја сам за 10-12 души, што смо пуштале кабли тие, односно инфраструктуру тие канали што смо пуштале за денеска што работи? Еве, моја снашка помала работи од дома. И ако е сега тој страшно, ако е тој страшно дека ќе немамо што да работимо ми овој луѓе, не е тачно. Напротив, јако има голема емиграција, да бркам за круг што бегав деца по странство. Напротив, тај технологија ќе допринесе кој му брани, што ќе му биде лошо на тога. У Америка има 100 камиона, мој колега сину, и работи у текстил промету у Мому доле, држи, нагледуе 100 камиона, управља 100 камиона. Или знаеш кој што? Степи, постоја пасто себе, сви се луѓе жали, нема етичар, нема бравар, по школе више никој не запишува исторiju, географiju. Ми ќе немамо мајстори, ќе нема кој да ги учи деца јутро у школу. Све се ударило на информатику, на дигитализацију и тоа има ли крај? Па, еве, еден мој пример ќе ти дадам. Кад не продадева Телеком, кад не купива вија, кажи га, Маѓар Телеком, Дојче Телеком, нудеса ни на нас техничари да монтирамо и да промовирамо пакети, 3 Max пакети, ADSL, ASDN и не знам што тамо, како техничари, да го направимо тој нешто. Ја, како викам, ќе иду тамо, викам, кој ќе ми го земе шрафцигер, викам, и клешта ми ги земе.
ќе продавам тамо картичке, овој кажи га у салон. Дојде време, направи сам. Сам ќе го монтираш апаратче, кабелче ќе го смениш сам. Нема више тој од шрафи па крпи па лепи па вржуи. Него сега исклучиш оној кажи га како се вика джекче, фрлиш кабел, земеш друг. Ама телефон беше своевремено 100 марки. Искрен телефон точно с формула Ја. Сега су 10 марки. Нема ни 10 марки, ни 10 евра. 5 евра нема телефон. Еднократна употреба. Така да, одредени занати мора да постои. Еве, пример други ти даду за сијелица, вие халогенки што ги има. Колку кошта? 150 денара, 180 денара. Што ќе поправљаш тука? Од шрафи замени, како сијелицу што одврти, заврти, тоа е тај. Сега ќе треба електричар. Ама електричар ќе си биде, назоран инженер ќе си има, радник ќе ископа дупке, или се тие канали што ги прави тамо, нему треба ни дупко да ископа. Така да се у свое време. Кондурџија имало ли е порано кондурџија? На свак чош. На се колку има кондурџија? Нема една-две на пръсти да ги изброи сега. Така да има перспектива, за народ има работа. Еве овдека имаш ти пуно фамилиарни слики кои се ти многу драги, ти како што кажа, па да почнемо да ги чештемо. На крај ќе ги оставиме унуци и унуке, да не се најутив. Нима мора да ги спомнемо. Најголемо богатство. Најголемо богатство. Ево, овајте е слика. Тоа е моје семејство, директно моје семејство. Два сина. Како се века синови? Драган. Чест ме и задоволство ми е да го спомнам, без лажна скромност. Државен правобранител у Куманово. Помал син Ненад, инспектор у општину. Добро. Две снашке, односно две ќерке, бар за мене лично. Една работи онлайн, финансije преко компјутер за амерички фирми нешто работи таму, и постарата снашка у лабораторија приватно лаборант, биохемичар. И 4 унука, односно 3 унука и една унука. Ќе дојдемо до тој. Ќе дојдем. Тоа е семејна фотографија на мои братучеди, дел. Од 28 останамо 18, 10 веќе починава, али тоа е природен процес за мене, промена на генерација, ми смо сега најстари, па јутре ќе дојде замена, ќе видев други. Така е. Ово е свадба на сина. Да, на малога сина. Ево, дека малку весело на колена чувено играње. Па што друго задоволство ќе биде со два сина? Ова е на матура, на големиот син, на матурско. Ево, дека загрнат татко с два сина. Има ли поголемо богатство? Нема. Се доаѓаме до овој најмили. Да, тоа е најголемо богатство. Внуци и внуке. Како се викав? Малата 3,5 години има, Ања. Братчето 8 години, второ деление Немања, фудбалер. Има ли талент за фудбал? Па нема, још е мал. Али има доста добру занимација дедо му се с njega. Да го отведе. За кога навива? Малечак е јоште, нема. Ти за кога навива, за бријете прошло? Ја за Партизан. Партизанова сам. Едина занимација сега и најдобра сладка занимација ми е да го одведу на фудбал у школе, у Евроспорт, да го почекам сат време и да го вратам назад. Још е малечак. И тоа е исто многу убаво деца да спортуваат, да се физички активни. Тоа е број еден. Што викам, ово е за дигитализација и за компјутеризација, ово е одлична. Тоа е идеална работа. Ово е најстаријата унука, але порано е, одамна сликане, и брат му. Како се викам? Ово е Јован и Андри. Јован. Од старога сина сум. Да ги поздравиме нима во прилику. Ово е друго. Имаше овдека некои убави слики. Ово се исто некои групни фамилиарни. Тоа е на некои свадбе, на некои веселја. Поема нема.
Што не ми тихиња. Добро. Али на татка ми фамилија. Гледам дека сте во кој биле компактна фамилија. Па, сиромаштија колку кара, толку зближуе. Да. Поштувале су се семејства порано. Сега и динамика на живот би на друг. И славе се е славило и све. Да, татко ми кад ја славија, многу година не славија, комуниста е бија. И ишале по 200, на 200 души ја пречекуваа нову година. Вие имали сте вашу куќну славу? Не, нову година е славија татко ми. Тој ти вика. 31-а, добро. Он ишал по слави, Свети Рангел, Свети Никола, или не знам што тамо, а за нову годину 2-3 вечера се по 200 души собирало. Било е тој. Еве дека исто поголема фамилиарност слика. Тоа е еден голем дел од свадбу на сина ми, собрава се у Куманово, у кафану, баш на негову свадбу. Ја како што успеа да ги изброи, негде околу 50 души што су дошле на свадбу, само од татко ми фамилија. Ти си, Стефи, бија и председник на, за жал, мора да кажемо, како млад човек се добија диабетис. Веќе 30 години. Доктори се кажувале многу опака болест, што викам, непредвидлива. Тихи убица. Тихи убица. И ти си многу трчаја на сви стране, нормално за фамилију да изведеш на пут и случајно или како добиваш диабетис? Па види, работаја сам доста напорно, турбо, генетика, поред Телеком, работаја сам хонорари доста. И меѓу другото, стални путувања имаја сам на тргови. Држаја сам видеотеку, набавка на репроматеријали и касете, снимање на, кажига, на филмови, набавка на камеру, расвету, се алати што ти треба, апаратура што ти треба, и тој стално путување, а редовно работање. Често пут се е знајала од Михен да се врату, директно од Михен на работа. Фактички Снимање се с камера, спање, нередовна храна, нередовен живот, тоа е на некој стресови, начин атомска нервози. бомба за шикер. Да. Што викаше на моја докторка у Врнјачко бањо, кад идеше, вика, 3 осмице мора да ги имаш. Што ти е, викам, докторка, тој 3 осмице. Па вика, 8 сата треба да работиш, вика, 8 сата да се рекреираш и 8 сата да спиеш. А некако ти што кажуеш 3 дена и 3 ноќа не си заспиваја, и после ќе га ставиш авто у гаража и после 3 дена ќе одмараш. Не. Треба те да редовно да живиш, да редовно спиеш, да редовно се храниш, редовно да живот има. Све е тој стрес. Док си млад ќе издржиш, како што се Да, али држува. како проје години тешко. Еве ти си дека едно време бие председник на диабетичари у Куманово. Да, и горд сум на тој нешто. Кратка беше тај моја епопеја за председател на диабетичар, ама у најлошо време. Една поранешна влада, средства финансички што ги собира смо, што ги добива смо диабетичари, здружение, сојузно здружение, Ванковски, Гачевиќ, покојни Гачевиќ, Ванковски доктор, има смо огромен притисак за тие паре, пошто директно се добиваше, кажига, донација од Новонордикс. И ги даде сме на сојузно здружение, па сојузно здружение према активности, предавања, едукација, гостување на телевизија, неколку пат сам бил и на вашу телевизија, гостувам се доктора Богојевога како председател, да презентирамо што е шеќер, каква опасност прави шеќер. И на некој начин, сваќајќи ga ја на прав начин, благодарејќи захвалајќи на доктор Волчевски Верди, он ми ја кажува, Стефане, не смееш да ви кажеш, диабет не е ништо. Тачно ми. Не е болест диабет. Состојба на метаболизам е, вика, диабет. Стефане, аво кој да расчистимо на работа, ти си колко време диабетичар? 30 години? 30 години. Од кои 20... Која е најболја превенција човек, дали млад, дали после, да не добие диабетис? Па ќе кажам, Физичка активност. Умерена физичка активност, не претерана. Често пуда супер спортисти овие што су се супер напори што су, кај ќе дојде време да се пензионирав. Нагло прекинев се с тие физички активности, нормално, и од мускулатура и конструкција на човечки организам, не може исто да биде у 10, 20 години и у 50 години да биде.
кога ќе нагло се смени начин на искрен, начин на живот, темпо на живење и се добива тај шеќер. Генетика вика се дека порано имала многу важност. Не. А сега тоа го негира. Најшка се сега стрес. Стрес е најголем фактор за добивање на дијабет. А стрес не може да го контролираш. Али, ако сватиш дека дијабет не е болест, ама ако дека треба да ga контролираш, да ga ставиш у едну границу на вредности на шеќерна единица, и ако кажеш, па чекај, од нешто ќе се умре. Дали од шеќер ќе се умре или нешто друго ќе се умре, нешто ќе се умре. Дај, да не даваш, ле, јас сум дијабетичар, ле, јас сум болан, готово, јутре ќе умирам или било што. Може да се умре. И имам примери, пријатели имам, се с 50 и кусур години е дијабетичар. И тој тип 1. Кажи ми, и овај корона, луѓи здрави прави, пост-ковид синдроми добиваат дијабет, и многу тешко се оправја сега. Па ја не ги се сложија дека дијабет га... Добро, има, пак кажу, стрес у прашање. Не, да, и ковид али правеше... Али дека ми како дијабетичари сме тај таргет листа кој што да, смо... напада корона. Напада ги корона. Ево од мој пример. Дијабетичар 30 години. 3 пат се вакцинира. И се кинеско. Некој вика антивакцери. Не бе? Ако е решен да се умре, ќе се умира. Ја ги 3 пат лега корону, како најобично нас. Еве, сега од нову годину намо, прелега го касницови и овој корону, сите симптоми, губење на апетит, малаксаност, болки у мускулатура, се тие работи, нај безболно. Не сум вакциниран од грип, али тој што на време примувам, не сум антивакцер, примивам вакцине и живу сасвим нормално. Стеви, еве да се вратиме сега овдека, ти ке си работае приватно, не, чека, овие су некои други слики, само да ни покажеш, да ни кажеш што е ова. Тоа е моја приватна фирма, док сам работае још у Телеком. Која година беше тој? 84-5 година мислише ми беше. М5 фирма, видеоснимателска и видеотека. 10 години работаа како М5 и тој ми е годишница на... Еве, торта одека. Торта посебно, поканети бела свите со снимаја свадбе, банкети, поканети су биле на едно заедничко дружење, поканети и градоначелник беше присутен. Тој беше Благе Кипријановски? Благе Кипријановски, да. Имаше едно 20 на пара кои су ги се сгратис карту едну од мој страна у кафану прославимо. Апаратура кој сам ги имаја, камермани сам ги имаја, 3 камери сам имаја, снимаја сам преко 300 свадбе. Ти си, по мене, можда греши едини Кумановац кој има идено на многу светски и европски направувања. Спортски направувања и увек си бие ватрен навијач, имаш прегршт знамиња од други држави. Ајде да почнеме во кој слика да ги чештемо. Овој како што може да видуе Штафан Олсон, овој швеѓанин, чувени бек. Тоа е у Шведско. Да. На предолимписки турнир у Шведско. Исто и тај друга слика. Ово е Лондон 2012. Не, тоа е у Шведско за Лондон Олимпијаду квалификација. Бараш. Добро. Бразил, Маѓарска, овдека е Шведска и ми. Мисли дека ово е Владо Бучковски. Да, Владо Бучковски у хотелот е у Шведско исто. Да. Ево овдека па-македонско знаме. Да, еден од многуте мои пријатели од Скопје, Зубар. Ово е бразилско знаме и македонско, мислам. Да, с кариоки, снимен. Тоа е у Србија, у Београд. Ово е, не знам кој е. Тоа е миланска, овој у Милано, на овој катедралу. Друга ли е, прва ли е у Европу големиња. Каде беам у Барселону, па преко Бергамо. Ово е с Русин, руски навивачи. И тактика ми е била тоа. Едно полувреме ќе навивам се со... Ово се дански навивачи. Дански навивач, да.
Исто, и тој е дански. Еве дека дански. Бев главна атракција и ме вика знаменосец. Секој што немаше знаме и кој ќе прашаше за Македонија, за Куманово, овој за македонско знаме, иди вика тамо има еден знаменосец, вика он носи, дава и дели знамења. Еве дека и други знамења. Да. Тој се е. Кумановско, македонско. И тие 30 кусур знамења што ги имам. Еве дека во на стадион некој се На Барселона На Барселона на Камп. Се сфичу од Дојран. Исто. Навивач, доста добар пријател. Ево ово е македонско и црногорско. Да, се црногорку. Ово е се србина. Ово е со српско. Посебно ми е тај слика, односно и овај слика. На еден од баражи се с грчку репретација. Еве. Усред Атину, ја и двојца колеги ги ја вребуju. Идемо на одмор и наштевуваме ga башкате бараш утакмица с Грчко. Усред овој Атину, веу ga македонско знаме и обезбедење некои 2-3 хермелина не чува се, без никакав ексцес, без никакви. Абе не знам, не можеше да ги откачу да се сликав с македонско знаме, грци, мештани, полицајци, шанкери, манкери. И посебно задоволство ми е било што сам имае харизму и да кажу и да докажу дека политика правеше да се народи карав. А ми посебно како да кажу, како следбеник на Гоцева мисла, дека светот го гледам како арена, на културно надпревар, ја ga допълнуи и спортски. Најголем амбасадор на една држава е спортист. Спорт и спорт. Ево дека има еден многу надпис, Стефан Јовановски поделил 350 македонски знамења на навивачи од целиот свет. Тоа е во Катар снимено. Исто тука имам доста добра анекдота, драга. У Шведско кад беше, и беше по неја тамо, 100 кусур знаменја беше по неја. И доваѓа Тупурко с амбасадора и разбраја дека имам ја знаменја. Стефане, имаш ли за нас? Имам. Исто у Катар кад беше, овој кажи га Ѓорѓе Иванов, се женом и се сина му, се со овие шеици тамо, затоа сам и ја облечен у некои слике како шеик, у Катар сега тој купија, и гледам нема знаме. А он приватно посету, ама свита на njegova обезбедување, тие протокол мајстори, се тие работе, и гледам нема знаме, македонско. И му викам, треба ли ти? Дај га. И драго ми и тој што сам. Не сам правија разлику измеѓу ВМРО, СДСМ или било кој политичар, ќе му дадеше знаме македонско. И карактеристично на слънце у знаме пишуе М5. Тој ми е била идеја да формирам меѓународна организација, хуманитарна здружение на граѓани, меѓународно пријателство со екстремна толеранција, МПЕТ. Иначе тоа е име на мој фирму било, ради прву камеру што сум го имаја, камкодер М5 камеру. Така се ја викала и фирма на тој начин. Стефи, сат и 5 минута зборимо. На крај колку брзо преде. Кога би се каја посебно да поздравиш? Кога ли да поздравам? Имаш ти многу пријатели у Куманово, многу другари. Па сите кои ме знаат, сите кои мислат дека иднината на Македонија не е баш светла, ја ќе ги поздравам и ќе ги кажу дека не е тачно. Се додека постојат македонци, кумановци, како мене и слични на мене, може да бегав деца да работи в пространство. Али с денешна технологија од дома што може да работи, се више и више ќе остануев и ќе размислев да остануев деца. Најголемо богатство не е што си имае, што си бие. Најголемо богатство е куде си бие, куде си посетија. А ти си многу пошетаја и си тој ми е едно од најголеми богатства, а основно и главна поента на едно човеково живење е уствари поколение. Ако дедо ми живеел скромно,
занает с аргатување. Татко ми било осредно семејство, фамилија. Денеска имат секој полнолетен граѓанин, односно член на моје семејство има кола, има факултет завршено. Да. И секоја улога, односно главна и основна улога на еден човечки живот и живење е да остави поколение и да го збогати и олесни живењето на човек. Што вика Кумановци, да има живот смисол. Да има живот, зашто да живееме. Најголема мерак ќе ми биде една од многите анегдоте што ги имаше како снимател, еден поп прави здравицу на дете. И кажува го анегдоту некој стар човек, малку постари од мене, малку, не многу, држаја унуче у руки. И ga благословляе, вика, да си жив и здрав. И да доживиш што сам ја доживеа да те држу тебе у руки. Да држиш и ти у руке твое унуче. А ја ќе биду, вика, скроман. Ќе седу едно ќоше и ќе уживам и ќе те гледам. А јас сам реален. Неќу, значи, унука да доживу. Очекуju најмалку, бар еднога пара унука да доживу, тој да биде најголемо богатство и мислу дека на свакога човека, док чувамо деца. Трка за профит, за паре, стамбено, материјално, немаш време. Дојде во унуци, смениш ga смислење. Најсакани се унуци. А замисли јутре, а реално, 20 години има веќе унук. Може за 10 години да биде, да имам пара унук од njega. И тој ми е најголема желја. Фала ти, Стефан, да се ствари свиќе што ги кажа. Да имаш добро здравје и да се видиме други пат да збориме за Куманово. На крај па да ги поздравиме наши спонзори, компанија Велант за соларни системи и овој извареден имунобазик за имунитет каша. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и све најбоље.